Алфа не била доволно гледана и затоа не била поканета во Рим како што беше случај со сите други национални телевизии. Премиерот Димитар Ковачевски ги повтори лажните информации што како одговор ги добивме од владината прес-служба. Национални телевизии и со оглед на ограничените можности да не можат сите да идат, дека се искористили официјалните мерења на ретиците. Меѓутоа тоа не значи дека во иднина на други настани нема да бидат вклучувани и други медиуми. Премиерот, а претходно и владата се повикуваа на бројките од официјалниот извештај на Агенцијата за медиуми. Но во него Алфа има поголема гледаност и од други телевизии кои беа поканети. Официјалното мерење од меѓународната независна агенција Нилсен пак покажува дека Алфа е третата најгледана телевизија во Македонија со континуиран раст на рейтингот. На овој однос од владата реагира и од Сдруженијето на новинари, Синдикатот на новинари, како и од Советот за етика во медиумите. Овој селективен пристап на владата без никакви критериуми може да се толкува и како фаворизирање на конкретните медиуми. Се наведува меѓу другото во реакцијата од ЗНМ, ССНМ и СЕМ. Инаку ова не е прв пат владините функционери да ја игнорираат Алфа. Пред точно една година, при посетата на македонскиот председател на италијанската престолнина, мина без покана за нас. Од неговиот кабинет подоцна се извинија. Станувало збор за логистички и технички пропуст. Односот на власта кон Алфа беше и дел од последниот извештај на Стейт Департментот, кој ги нотираше притисоците кон нашиот медиум. Беа нотирани истрагите и редовните посети на УЈП, МВР и финансовата полиција, кои сепак не успеаа да најдат ништо незаконски во работењето на телевизијата.